нашиве денешни времиња, лустрацијата е поем кој се врзува за политиката во посткомунистичкиот период и за транзицијата кон демократија во Централна и во Источна Европа и представува општествено-политички и правен обид за соочување на посткомунистичките држави со нивното минато. При крајот на 80-тите години и почетокот на 90-тите години на 20-тиот век, поранешните комунистички режими се соочија со една нова историја. Фактички, Европа влегуваше во својата посткомунистичка историја. Пад на комунистичките режими, на дневен ред се постави транзицијата и демократизацијата на овие поранешни општества каде што владееше еднопартискиот режим. Комунистичките режими во сите држави, без исклучок, во голем степен беа засновани на мрежа од тајни информатори, кои беа расширени низ целото општество. Единствен начин да се справат со ова тажно наследство е да ја обелоденат вистината. Оваа предпоставка ја поставија пред себе сите посткомунистички држави, но сите не беа решени да расчистат со своето минато и да ги истребат од јавните функции со работниците на стариот режим. Во некои од овие држави процесот започна навреме, некаде со задоцнување, а некаде воопшто не е започнат. Така, Чешка, иако последна се раздели од комунистичкиот режим, таа е пионер во лустрацијата и прва донесе закон за лустрација. Уште на почетокот од 1991 година, со закон ја воведе институцијата лустрација. Законот, со одлука на чешкиот парламент, продолжи и важеше до 2000 година. Во овој период, Чешка прегледа околу 350.000 досиеа, при што се утврдија 7.000 соработници на тајните служби. Меѓутоа, за жал, тоа не се случи кај нас, се случи во најмногу од источноевропските земји, како што се Полска, Чехословачка, Унгарија, целосно или пак секторски, да кажеме за некои професии јавни, за некои занимања, функции и слично. Најчесто, па и во Источна Германија, тоа беа општи прописи за лустрација и спречија добар дел од оние кои се преобрнуваа по механизмот на создавање на нови партии, нови политички структури да влезат во новиот демократски и плурален систем. Во Чешка со процесот на лустрација беа опфатени државните службеници и сите други кои работеле за тајните служби, како и вработените во државните медиуми. Под ударот на лустрацијата дојдоа и кадрите за кои се сметало дека не биле одговорни за одржување на комунистичкиот поредок, особено агентите и соработниците на тајните служби, кои биле неодговорни за ликвидациите, затворањата и другите облици на репресија. Веројатно Република Чешка живееше долг период под најортодоксен комунизам и многу тешко граѓаните го чувствуваат тој режим. При осамостувањето на Република Чешка и воведувањето на демократскиот систем, веднаш се зафатија со процесот на лустрација, односно на првите демократски избори, структурите од поранешната комунистичка партија на изборите беа збришени и веднаш дојде демократски режим. Демократските сили во Република Чешка веднаш се зафатија со спроведување на процесот на лустрација и за неколку години провери околу 350.000 досиеа и утврди околу 7.000 соработници. Сорос отвореното општество низ Источна Европа, каде што е инсталиран, имаше теза дека со комунизмот најдобро може да расчисти само комунистите, што е апсолутно погрешна теза. Во Полска, Чешка, Унгарија не го ни спроведе. Унгарија кога требаше да ја примат во ЕУ и бара да ја спроведе лустрација. Тие им одговори. Многу време е поминато, тоа е депласирано, а и како да ги илустрираме ние, нашите граѓани, кога беше на власт Унгарската работничка социјалистичка партија, сите морале да бидат блиски на службата за безбедност. Во Источна Германија, со процесот на лустрација започна веднаш по обединувањето. Со процесот беа опфатени сите државни службеници кои соработувале со озлогласената тајна служба Штази. И знаете што значи еден Штази? Па тој беше страх и трепет за западните служби.
Штази, заедно со ромеовците од военото разузнавање ГРУ на Советскиот сојуз, немаше западна служба што не ја растурија на геј основа. Луѓето од Источна Германија имаат раскажувана при посетата на музеот на Штази во Берлин, ги имаат со своји животи брането документите од полициските станици, ги имаат криено во своите куќи, ги имаат носено тајно на скришни места, за да не се знаеки дека тајната полиција секако ќе направи обид да ги одземи, да ги уништи. Германците направија еден чекор што својствено за Германија. Со паѓањето на Берлинскиот зид, со почеток на процесот на обединување на Германија, граѓаните сами, чувствувајќи ги тешките последици од делувањето на нивната тајна полиција Штази, се самоорганизираја и ја зазедоја зградата на седиштето на Штази и не пуштаја никого да влези во таа зграда додека државата не организира тело кое ќе ги преземи досиета и ќе почне да го спроведува процесот. Има добиена помош од политичките партии од Западна Германија, од луѓе кои што скришно си имаат инфилтрирано практично во Источна Германија, да ги организираат луѓето кои што биле продемократски ориентирани, кои што сакале да видат обединување на Германија и укинување на тој режим, за да спасат што може да се спаси од таа граѓа и да ја зачуваат за денеска да имаме огромен архив во некогашното седиште на озлогласената тајна полиција во Берлин, во кој што граѓаните можат да дојдат, да имаат пристап до документите, да се информираат изворно и од прва рака што се правело, што се случувало во Источна Германија. Многу одговорно, многу ревностно си ја спроведе таа работа и Германија го спроведе процесот многу брзо. Интересно е, има некои податоци дека досијата на Германија биле во толков голем обем што може да се наредат 102 километри да фатат. Во насока на национално помирување, да се знаат жртвите, да се знаат джелатите, да се знаат методите на джелатите, не со цел нели тоа да биде бесконечен систем на казнување меѓусобно, на гонење и така натаму, туку за да бидат граѓаните информирани, да не им се повтори тоа мракобесие, таа полициска држава во која што илјадници германци пострадале, биле апсени, биле ликвидирани, биле принудувани да бегаат како што знаат и умеат од државата. Од таквите личности беа очистени работните места во јавните служби во новата заедничка држава. Во Полска слично се одвиваше лустрацијата и таму наидуваше на доста отпори, меѓутоа крајно лустрацијата се спроведе со доста добар успех со доаѓањето на власт на браќата Качински. Она што прво го направија земјите кои излегоа од комунизмот е прочистување, односно трансформирање на тајната полиција. Ако ја видите Источна Германија, односно Германија како постапуваше во однос на процесот на лустрација, на отворењето на политичките досија, кој видите моделот на Чехословачка во првите години по преминот од еден систем во друг, ќе видите дека тие тргаат во класично пресекување на можноста таа матрица, идеолошка матрица да биде возобновена преку делувањето на тајната полиција. Од земјите во нашето соседство, лустрацискиот земјотрес речиси ја здрма Бугарија и однесе повеќе политички функционери, меѓу кои над 30 амбасадори. Јас кога бев амбасадор во Софија, се случуваше првата лустрација тогаш во Бугарија и се случи еден притаен скандал од кој сите луѓе беа засрамени. Се воспостави дека лустрациската комисија во Бугарија не може да профтаса. Се испостави дека секој втор човек во Бугарија бил Кодош. Оптимистичка проценка. Секој втор. Може имало и повеќе. Во Бугарија, каде што беше лустриран преседателот Георги Прванов, за кој што беше утврдено дека бил соработник на бугарската тајна служба ДС, токму ориентиран кон Македонија. Негова работа било како историчар да манипулира со податоци за македонската историја, да промовира информации кои што се од бугарски национален интерес. Романија, по 5 години дебата, изгласа закон за лустрација, непосредно пред влегувањето во Европската унија. Неизгласувањето на овој закон пред влегувањето во Европската унија, како и неотворањето на архивите на Секуритате, тајната служба од режимот на Николај Чаушеску, на Романија стана пречка за влегувањето во Европската унија. Интересно е да се спомене како куриозитет дека рафтовите во кои се сместени досијата се долги околу 3,5 километри,
а Националниот совет за проучување на безбедносните архиви брои 140 членови. Во Румунија исто до тоа се случуваше, имаше големи отпори, што е својствено за сите држави, дали старите структури се обидуваа преку вето на избраните председатели на законот да прават вето, или преку иницијативи до Уставниот суд се обидуваа да ги попречат процесите на лустрација. Албанија е единствената земја од поранешните комунистички земји во Европа, каде што не се отворени досиејата на соработниците на тајните служби и покрај тоа што во 1993 и 1995 година беа донесени два закони што го уредуваат тој процес. Крајно, Уставниот суд го укина последниот закон за лустрација во Албанија. За време на диктатурата на Енвер Хоџа, едини луѓе, граѓани на Албанија, кои имале право да излезат од Албанија, биле возачите на камионите и нормално на секој камион имало возач и помошник возач. Секој помошник возач бил брифиран во нивната удба или како ли се викаше сигурими, да го шпионира возачот што ќе прави, додека во Југославија, во Грција или каде ли ќе возат, што ќе прави во иностранство. Иронијата е во тоа што и возачот бил во друга канцеларија, истовремено во Сигурими, задолжен да го шпионира што ќе прави во иностранство неговиот помошник. Заложници биле нивните фамилии кои живееле во Албанија. Единствено, ако се направи само една паралела, например, човековите права и слободи се, без оглед на која категорија припаѓаат прва, втора, трета, се секаде исти во Европа. И тие нормално се исти и во Македонија. Ако во една Германија, во Бугарија, во Полска, објавувањето на имињата на соработниците не представувало кршење на човекови права и слободи, не може тоа да биде спротивно во Македонија. Тоа да значи дека тука се прекршуваат човековите права и слободи, освен ако носителите на актуелни и поранешни на јавните функции, на јавните овластувања, не поаѓаат од некои орвеловски позиции, дека тие сите се еднакви, само тие се малку поеднакви од другите. За жал, земјите кои произлегува од поранешна Југославија многу тешко се справува со процесот на лустрација. Македонија, односно Република Македонија, можеби најповеќе напредна во тој процес на лустрација, за разлика од Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, дури и Словенија, која беше првата земја која стапна во Европската Унија, а еден од условите за тие евроинтеграции беше расчистување со рецидивите на комунистичкиот режим, каде спаѓаше и ова спроведување на една успешна лустрација. Именно другите републики од поранешна Југославија воопшто не спроведоа лустрација или парцијално спроведоа лустрација. Така во Словенија му се забране само на поранешни носители на јавни функции кои биле соработници со тајните служби да не може да бидат суди. Воведо еден таков така наречен удбашки амандман со кој на тие лица било забрането да бидат суди. Во Република Хрватска воопшто не е спроведен процесот на лустрација. Во периодот кога на власт беше Фрањо Туџман, преку ноќ, по доста сумнителни околности, беа разрешени околу 2200 суди и адвокати и му беше забрането да се бават со судска или адвокатска функција. Во другите републики, Република Србија, одамна се бори да го спроведи процесот на лустрација. Еднаш беше донесен нацрт на закон, меѓутоа не беше изгласен во собранието. Сега во наредниот период се обидоа помлади структури во собранието да го истуркаат законот, меѓутоа се уште и таму не е спроведен. Зашто се то дешава? Зашто нема политичке волје? Врло едноставно, затоа што би многи, не веćina, ali ipak mnogi iz vlasti koja je bila u Srbiji od 2004. godine do danas bila pogođena tim zakonom. Odnosno, oni bi bili uskraćeni za vršenje javnih funkcija. Во другите поранешни југословенски држави тој процес не беше спроведен, делумно поради тоа што јавноста реално имаше одредена критичка маса за поддршка на режимот во заминување. Таа поддршка режимот е максимално искористи за да ги почна војните во Босна, во Хрватска, во Словенија. Значи, тоа беа истите структури кои што треба да бидат лустрирани,
кои што шират црна пропаганда меѓу граѓаните за етничка загрозеност, кои што ги воскреснуваа приказните за омраза од Втората светска војна, кои што делеа оружје меѓу граѓаните, меѓу, се разбира, своите лојални граѓани, за да потикнат конфликт, да потикнат војна. Знаеме до каде тоа дојде, до геноцид, до масовни воени злосторства. Во Република Босна и Херцеговина се кажува дека скоро е невозможна мисија да се спроведе законот за лустрација, а во Црна Гора тоа не може да биде, бидејќи фактички нема премин во нова власт. Република Црна Гора ја владеат стари структури. Кога се зборни за Косово, пак може да се каже дека во Република Косово воопшто не постојат досие, бидејќи тие се земени од страна на сојузната УДБА и во Косово веќе немаат досие. UDBA, a poslije služba državne sigurnosti, osobito su se angažirale u inozemstvu, gdje su, prema zapovjedi najvišeg vodstva, bez milosti likvidirale protivnike režima. Slom Jugoslavije donio je i propast komunističkih tajnih službi koje su provodile državni terorizam. Со интонирањето на македонската и на југословенската химна, без подпишување свечени изјави, со маратонски и контроверзни расправи, со многу гласање, денеска се конституира првото повеќе партиско собрание на Македонија. За председател на собранието е избран Стојан Андов, председател на Сојузот на реформските сили на Македонија. На свечено украсената сцена ги забележавме македонското и југословенското знаме и гарбовите, големата слика на председателот Тито, но и за прв пат портретите на Гоце Делчев и на Никола Карев. Со конститутивната седница председаваше најстариот пратеник, доктор Никола Стојановски од СКМ ПДП од Тито Велес. Конечно, македонското собрание се конституира, но со многу мајки, впрочем, ова беа и првите чекори во освојувањето на парламентарната демократија. Македонија прогласува независност од Југославија и ние прогласуваме дека буквално следниот ден тајните служби престануваат да бидат репресивен апарат, престануваат да бидат партиска полиција, полиција на единствената до тогаш дозволена комунистичка партија и одеднаш стануваат демократски полициски служби кои што само се интересираат за безбедноста на земјата, а не и за политичките процеси. Тоа е, се разбира, смешно така да се помисли. Ние не сме имале ниту кадровско менување во рамките на тие служби, нити сме имале надворешна контрола од страна на собранието. Се појави потребата за прочистување на системите од оние личности кои во поранешниот период биле соработници со тајните служби, користеле привилегии, а нанесувале штета на граѓаните на своите држави, обвинувајќи ги за несогласно со режимите, со владеачките структури, нанесувајќи му такви штети што по еден подолг период ги чувствувале како самите граѓани, така и нивните семејства. Тоа прашање беше многу актуелно и со преобразбата на стариот систем во сегашниот, односно со стекнувањето на независноста на Македонија 90-91 година. Во тоа време се водеа дискусии и за некои законски прописи за лустрација. За жал, тие луѓе што беа тогаш на власти во владата, беа против такви прописи. Вие немате ни еден политичар кој има своје ја, кој има свој интегритет. Тој е политичар кој може да размислува само до оној момент додека некои елементи негови некој не му ги притисне. Кој ќе го притисне, он више нема место да размислува за суверенитетот на државата, за територијалниот интегритет, за безбедноста на државата, за политичката инклинација на која страна ќе одим. Моje мислење е дека во тоа време ќе имаше многу смисла да се донесат тие прописи, бидејќи од еден режим се преоѓаше во друг. Имаше многу смисла да се спречи таа конверзија и режимска и на кадарот од стариот режим, за да не учествува во изградбата на новиот. Република Македонија очигледно тоа не го направи од 90-тите години. Дури чекаш 11 години да ги отвори досијата со идеолошки предзнак. Нормално и тој процес беше дочекан на нож, што значи може да заклучите какво било силно влијанието на тајната полиција, односно службите од претходниот систем, нереформирани, да влезете во нов систем, каде што
матрицата, идеолошката матрица од претходниот само се трансформирала во новиот систем, меѓутоа останала негибната. Мрежата на идеолошки поклоници или идеолошки денунцијанти останала и во новиот систем. Така што и достоењето на законот, сега кога ќе видите широчината, опсегот на луѓето кои се офатени со процесот на лустрација, кога ќе ги видите позиционирањето во системот, ќе ви стане јасно зашто самиот процес на лустрација доцна толку многу во Република Македонија и зашто е дочекан на нож. На површината излегува застрашувачки бројки на милиони убиени, репресирани личности, следени и мораше конечно да се отворат архивите и на дневен ред да се постават и да се прегледаат сите оние илјадници досија кои беа правени за невини жртви во овие режими. До периодот на 60-тите години, односно до периодот на речистување со Александар Ранковиќ, во Македонија фигурирале околу 130.000 досија, со тоа што натаму со реформите во самата служба, тој број се намал до 90.000, а веќе со донесувањето на законот во Државниот архив се предадени 36.000 досија, од кои 7.000 историски и 7.500 оперативни досија, со тоа што бројката на затворските досија изнесува околу 21.000, што значи комплетно се добива бројка од околу 36.000 досија. Лустрацијата е процес за прочистување од оние што му служеле на тоталитарниот комунистички систем, оние кои свесно ги повредувале основните слободи и права на граѓаните, признаени од цивилизираниот свет, од идеолошко-политички причини, а за себе обезбедувале разни погодности и привилегии во таквиот режим. Основната идеја е да се спречат овие луѓе да заземаат влијателни положби во новиот систем и да прават нови штети. За Република Македонија, дефинитивното расчистување со остатоците од поранешниот комунистички режим, покрај целосната примена на општествено-политичкиот и целокупниот систем, потребно беше да се спроведе и овој процес, со што дефинитивно ќе се отвори патот кон демократијата, пазарната економија, владењето на правото и воопшто целосно демократизирање на општеството. Овој поим се поврзува со нашата држава, со самиот факт што Македонија сака да влезе во Европска унија и НАТО, а и како членка на Советот на Европа, задолжена е покрај другите демократски процеси што треба да ги спроведи, да го спроведи и процесот на лустрација. Тој процес кај нас требаше да се спроведи уште во 90-тите години, меѓутоа, заради фактичкото каснење со преминување во транзиција, односно преминот во транзиција го вршеа луѓе кои биле во стариот систем, продолжија да раководат со одредени функции во новиот систем, што значи фактички не се направи транзиција на власта од недемократски личности кои владееле во еден период, во периодот на демократија. Постоеше надеж и хазлет, односно надеж дека преку процес во кој државите, односно ќе се соочат со тоталитарното минато, ќе се надмине, односно нема да им се дозволи на оние структури кои го криделе злото во тоталитарниот систем и оние кои го подкранувале и го одржувале идеолошката чистота на претходните системи, ќе бидат отстранети од можноста да учествуваат во јавниот живот, односно во носењето на одлуки кои се од интерес за државата. Постоеше опасност дека новите системи ќе тргнат во одмазда кон оние кои го криделе злото во претходните системи. Од еден баланс токму представува лустрацијскиот процес, односно соочување со гредата слика на сопственото минато, она што Република Македонија едноставно го стави настрана во сите овие години на транзиција до донесувањето на законот за отворањето на полициските досија и нормално законот за лустрација кој дојде околу 16-17 години подоцна од моментот на осамостувањето на Република Македонија. Демократската рамка врз која се изгради процесот на лустрација во Република Македонија беа двете резолуции на Парламентарното собрание на Советот на Европа, но и препораките од проектот Разоткривање на скриената историја, лустрација во земјите од Западен Балкан, финансиран од Европската унија и USAID, во кои во рамките на Балканската доверба за демократија, проект на Германскиот Маршалов фонд, а со партиципација и на фондацијата Институт Отворено општество Македонија,
меѓу останатите странски невладини организации, меѓу кои потребата да се изготват и донесат сеопфатни закони за лустрација и дека примената треба да го вклучува не само периодот до 1990 година, туку и периодот до донесување на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. По донесување на законот на тоа упатуваат и други две резолуции. Парламентарното собрание на Европа, најпрво во 1996 година, донесе резолуција број 1096 од 27.6.1996 година за мерките за напуштање на наследството на поранешните комунистички тоталитарни режими. Потребата од донесување на законот за лустрација произлегува од сеопштата потреба за декомунизација на општеството и првиот исчекор законски гледано е направен во 2000 година, кога во Собранието на Република Македонија беше законот за отворање на досиета што ги правила тајната полиција. Целиот процес на носење на законот почна негде во 2000-2001 година со носење на законот за отворање на полициските досија на соработниците на тајната полиција кои нормално и повторно и тогаш постоеше обид да се изместат тезите дека на тој начин се растура соработничката мрежа на тајната полиција, меѓутоа се работеше за оние полициски досија водени за луѓе кои соработувале врз основа на идеолошки предзнак. Значи луѓе кои соработувале со полицијата, кои биле денунцијанти, меѓутоа не денунцијанти во смисла на откривањето на криминал, туку во откривањето на неистомислениците и идеолошките противници на режимот, на претходниот систем. И нормално како резултат на отворањето или процесот на декомунизација на општеството, беше нормално дека процесот треба да се заокружи со носење на закон за лустрација. Еден таков беше напишан 2001 година. Во тој период, истовремено до Собранието беше поднесен и уште еден закон, кој беше насловен како Закон за утврдување на соработката на лица носители на јавни функции со органите на државната безбедност. Меѓутоа, за разлика од првиот, овој вториот никогаш не се најде на дневен ред на седница на Собранието и остана ад акта. Тоа што е интересно е дека во периодот пред донесувањето на Законот за отворање на досијата, во јавноста се водеше дебата и се истакнуваше потребата како од донесувањето на законот, меѓутоа така и потребата да во тој даден историски момент да се сокријат имињата на соработниците на тајните служби, што значи дека целта на самиот закон е само половично исполнета. Процесот на лустрација, како што популарно се нарекува, или во законодавните акти е тоа верификација на факти, во Македонија се случи благодарение на некои земји кои што беа пред тоа веќе има донесено такви прописи. Меѓутоа, со доаѓањето на новите политичари, на помлада генерација, на демократизацијата на општеството, овој процес неминовно мораше да се спроведи. Имаме луѓе кои што така постапувале во минатото, а денеска се на клучни позиции и на позиции на кои што носат одлуки кои што се од клучна важност за иднината на државата. Доаѓањето на власт на една млада политичка гарнитура, десно ориентирана со конзервативни идеи, се наметна во јавноста и со упорно притискање и туркање на овој процес, некаде 2008 година го донесе првиот закон за лустрација. Јас да речеме на два наврати имам пишувано новинарски текстови засновани врз досија изнесени од архивите на тајната служба. Во вториот случај дори имав телефонски повик веднаш од како текстот беше објавен од страна на господинот Стојан Андов, кој што ми кажа добро што го објавива сега, не го објави после неколку дена, бидејќи стапува на сила првиот закон за лустрација и да го објавеше подоцна, ние направивме така во законот да самото објавување на овие информации, на податоци кои што луѓето ги добиле од страна на архивот на Македонија врз основа на легална процедура, сега ќе стане кривично дело. Но не очекував дека нели човекот кој што беше изнесен да биде носител на тој процес, проактивно ќе се фати на казнената одредба за новинарите, дека ќе каже ета, внимавај што пишуваш, ние тебе ќе те гониме. За збор се јави предлагачот господинот Стојан Андов. Повелете. Господине подпредседателе, почитувани колеги,
Ние после година и 5 дена водење на ова постапка дојдовме пред крај и ако сакаме да си ја градиме државата, да го јакниме општеството, тоа се покажува многу брзо од тие интерес на сите политички субјекти и тука фактички се покажува нашата сила. Јас само не сакам да се доведеме во ситуација да се забега, се извинам уште 10 секунди, да се забега во злоупотребата или во кроењето како на секој што му сака на историјата и лепењето на ордените од зимањето на другите. Вистината треба да излезе до крај и само за тоа вреди да се бориме и ќе се бориме. Сватете го овој закон, носењето на овој закон како инсталирање на општествен антивирус, каде што во системот имаме кочење, неработење, имаме инсталирани вируси, spyware, каде што информации се пренесуваат на друго место во системот, надвор од системот и така натаму. Со овој закон за дополнителен услов за извршување на јавна функција, познат како закон за лустрација, всушност активираме општествен антивирус програм, кој што треба да го исчисти општеството од идни кочења, бидејќи сите ние сме сведоци дека Република Македонија, иако премина во нов систем, токму поради тоа што и вие кажавте, дека структурите останаа и кодошите, и кочењата на имплементирањето на законите останаа. Затоа нека биде ова свечен чин. Предлогот на законот го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. За предлогот на законот гласаа 73 пратеника, сите 73 гласаа за. Констатирам дека Собранието го донесе законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција. Прва задача сега ние да ја составиме комисијата, да не се губи време околу тоа, да не се некако да не се гаи илузија дека таа комисија треба да биде инструмент на ова или она политичка опција. Целиот овој процес не е партиски процес. Овој процес е на јакнење на општеството. Комисијата беше избрана по една совршено транспарентна процедура, совршено усогласена со деловникот и со уставот. И доказ за тоа што ни една опозиција, никој не ја оспори самата процедура. Но за жал, штом комисијата почна да работи, работата се одвиваше во еден потполно препознатлив знак. Сите беа на една страна против еден кој беше на друга страна. Комисијата за верификација на фактите од Собранието на Република Македонија беше избрана дури на 15 јануари 2009 година, а првата конститутивна седница ја имаше на 20 март 2009 година. Мене ми е многу мило што историјата сакаше токму јас да преседавам на тоа собрание во моментот кога се донесе тој закон за лустрација, каков таков. Јас не се впуштам сега во анализа, юридичка анализа за квалитетите на тој закон, прво затоа што не сум юрист. Второ затоа што говорам од еден чисто човечки аспект, не од политички аспект. Ако државите кои излегоа од комунистичкиот блок тоа го направија во 90-тите години, Република Македонија за тоа причека долг временски период. И она што е интересно за Република Македонија е дека целиот процес од својот почеток беше сатанизиран од оние кои во останатите социјалистички, односно комунистички држави го подажува од самиот почеток, тоа се интелектуалните структури и медиумите. Во Република Македонија случајот беше обратен, така што воглавно беше кажувано дека се работи за нова инквизиција или за лов на вештаки. Првиот закон за лустрација, иако навидум даде една рамка дека процесот конечно ќе почне, сепак во него имаше такви уфрлени делчиња во законот кои ја попречуваа фактичката лустрација во Република Македонија. Но се покажа дека првите прописи кои што излегоа, кои што ги усвои Собранието, иако се усвоени со општ еден консензус, не беа доволно
ефикасни со оглед на тоа што се покажа дека некои од одредбите на законодавството не се доволно применливи или пак се применливи на начин кој што не е соодветен, кој што би можел да предизвика други некои реакции или последици. И носењето на законот постигна одреден, мислам, беше многу значено консензус во парламентот, што беше добар знак дека постои во основа декларативна заложба за носење на законодавство за лустрација, меѓутоа подоцна сето она што се случуваше потврди дека декларативната заложба за раскрстување со комунистичкото минато на Република Македонија едноставно била чиста фарса која нормално затоа што повеќето од граѓаните го бараа тоа, постоеше расположение кај граѓаните за отворањето на она што значи петните, црните петни на нашето минато и соочување со тоа минато и луѓето кои го креирале истото. Во првиот закон имаше таква одредба која предвидуваше да има обавезно во секој документ пишена писмена изјава и подпишена од лицето кое се илустрира. Во суштина таква изјава во сите досија кои се архивирани и во Државниот архив на Република Македонија и во другите во органите на државната безбедност воопшто не постои. Такви изјави имаше во почетокот некаде до 44-та, 45-та, 6-та, 7-та година, меѓутоа понатаму соработниците воопшто не подпишуваа изјави. Во меѓувреме се увидоа слабостите од тој закон, тоа што кажувам дека ги гледаш соработниците, псевдонимите, имињата, презимињата дека соработувале со тајната полиција, а не можеш да ги прогласиш за соработници затоа што немаат подпишано на писмено изјава дека се соработници, фактички ја покажа само нефункционалноста на тој закон. Се направи измената на законот, токму таа одредба се тргна за да може да се отвори процесот. Уште една работа што беше многу индикативна, противниците на лустрација инсистираа опфатот на законот да биде до 1991 година, односно до донесувањето на Уставот на Република Македонија, и да не ги опфаќа поранешните носители на јавни функции, туку само актуелните. Сега се илустрира до ноември 1991-та, донесењето на новиот устав. За судиите, покрај периодот за лустрација беше спорно и имињата на кодошите да се објавуваат во службен весник, како и лустрацијата на верските заедници и религиозните групи. Судот не го предомисли ниту консензусот на политичките партии по ова прашање. Сега повторно владеачката партија иницира измени. Лустрацијата сепак да важи до денеска. И се направи првата измена на законот, се оттргна таа одредба, се прошире опфатот на законот и за поранешни носители на јавни функции, покрај на сегашните. Меѓутоа, и периодот на опфатот дојде до понови времиња. Меѓутоа, како и во другите држави од посткомунистичкиот регион, и во Република Македонија се јавија противниците на лустрацијата кои, чувствувајќи дека со новиот закон се отвора процесот да почне да се спроведува лустрацијата, започнаа да атакуваат на законот и на комисијата. Веднаш некои личности, веројатно чувствувајќи дека ќе бидат погодени од овој закон, почнаа да поведуваат иницијативи пред Уставниот суд. Првата иницијатива пред Уставниот суд доведе во една таква апсурдна ситуација на законот, го укина крајниот рок на важење на законот, односно на опфатот на законот. Периодот за лустрација беше опфатен од 1944 година, од донесувањето на декларацијата на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, меѓутоа крајниот рок до кога ќе важи законот, таа одредба беше укината. Фактички законот стана неприменлив. Веднаш следуваше втора иницијатива пред Уставниот суд на Република Македонија, поднесена од истите актери. Фондацијата Институт Отворено општество, Стамен Филипов, но и појачани со лицето Мирјана Најчевска. Човек соработник бил прв председател на Хелсиншки комитет, невладина организација која се бави токму со заштитата на човековите права и слободи, бил соработник на тајната полиција. Истата таа личност била председател на ПЕН клубот, која директно била инволвирана, требало да биде барем инволвирана за заштита на
личности како што се Драган Богдановски или Јован Чекотевски, последниот политички затвореник во Македонија. И сега, како од тие личности можеш да очекуваш дека ќе се најдат во улога и во функција на токму на заштитата на човековите права и слободи. Абсурдно е тоа, не може ни на сон да се помисли, камоли да се верува во такво нешто. Поново се укина одредени одредби, се укина одредбите за опфатот на законот на лица поранешни носители, се укина одредбите на опфатот на законот на носителите на јавни функции во политичките партии, здруженијата на граѓани, верските заедници, тие беа иземени од примената на законот. Меѓутоа, и покрај ваквите работи, Собранието на Република Македонија ја донеси крајната верзија на законот, направи еден бајпас на законот. Овие припадници на Здруженија на граѓани, политички партии, верски заедници се опфатени во законот по иницијатива на старешината на органот, односно на председателот на политичката партија, на председателот на Здружение на граѓани или верскиот поглавар, да може да се побара лустрација на припадниците на тие групации. Вредно е да се спомене и тоа што од донесувањето на првиот закон на 29 јануари 2008 година до денес Комисијата за верификација на фактите заради попречувањето во работењето и спроведувањето на законот од страна на Уставниот суд на Република Македонија беше суспендирана во работењето на 2 пати, во вкупно време повеќе од 1 година. Тоа што Уставниот суд, донесувајќи одлука за укинување на одредени одредби од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, придонесе за, ако така може да се каже, зимање на душата, убивање на душата на самиот закон, е една работа. Меѓутоа, факт е дека за целиот период додека се очекуваше конечната одлука на Уставниот суд, Комисијата за верификација на факти фактички не работеше, туку мируваше и целосно ги почитуваше одлуките на судот. Втората работа, која противниците на лустрацијата, навидум и под изговор за заштита на уставниот поредок и владењето на правото, преку иницијативи пред Уставниот суд на Република Македонија, се обидоа во процесот на лустрација, односно во законот, да го проблематизираат периодот на опфатот на законот. Се обидоа да наметнат став дека законот требало да го покрива само периодот до донесувањето на Уставот во 1991 година, секако и неопфаќањето со законот на поранешните носители на јавна функција. И оваа забелешка навидум честна и демократска, всушност беше подметнување на комисијата. Така, доколку ваквите подметнувања станеа составен дел од законот, во Република Македонија, во процесот на лустрација, не ке можеше да се утврдат тајните соработници или тајните информатори, а секако, крајната цел на противниците на лустрацијата, да биде тие, тајните соработници или тајните информатори, и понатаму да си останат во институциите и да си ја работат својата двојна улога. Ова е уште пострашно, што во сета оваа игра требаше да учествува и Уставниот суд на Република Македонија. Да се отворат широки јавни расправи, како што на почетокот беше ветано. Ке учествуваме во тие расправи, ке дискутираме и сите заеднички ке донесеме заедничко прифатливо решение. Доколку тоа не се случи, ке имаме, укажувам уште еднаш, нелегитимен закон, но истовремено и нелегитимен процес на лустрација. Оние што бараа дебата бегаат од неа. Имали подобар доказ од ова кој е за, а кој против лустрацијата, реакција на Милошовски. Оној што има што да крие, по однос на демократскиот процес за лустрација, сметам дека бил и ќе биде против лустрацијата во Република Македонија. Денешните ставови резимирани. Јавно и дрско, ВМРО ДПМН демонстрира непочитување на одлуките на Уставниот суд. На највулгарен начин, практично, демонстрирате сила над правото. Не го смисливме ние тоа. Тоа е препорака на Европскиот парламент. Опозицијата постојано има забелешки за процесот на лустрација и многу критики за комисијата во однос на одлуките што ги носи. Затоа нудиме закон кој процесот ќе го направи максимално транспарентен. Секој граѓанин или преку податоците на веб страницата на комисијата или преку државниот архив ќе има увид во она што кодошите го доставувале како информација до тајните служби за лицата што имале поинакви идеолошки ставови.
Одлуката на опозицијата да не учествува во носењето на законот според премиерот Груевски е најдобар доказ дека проблемот за СРСМ не е содржината на законот и начинот на кој што работи комисијата, туку процесот на расветлување на минатото. Намерата на СРСМ е да нема таков закон за лустрација, бидејќи потранспарентен од овој не може да се смисли. Впрочем, тие ако сакаат да има, може да направат додека беа на власт. Што значи дека толку години, 15 и кусор години беа на власт, не направија таков закон, што значи дека тие всушност не сакаат да има таков закон. Секогаш ќе најдат некоја мана со која што ќе сакаат да се излечат од овој закон. Носењето на законот има добра мисла, тој е морално исправен, за да не се повторат некои работи што се случувале во минатото. На стартот на наредната недела, најверојатно новиот предлог закон парламентарното мнозинство ќе го достави до собранието. Договор меѓу коалицијските партнери има и според досегашните партиски реакции, само социјалдемократите и нивните коалицијски партнери нема да учествуваат во дебатата. Во исчекување на новите законски одредби, верификаторите речиси со врзани раце. Според првиот лустратор Аџиев, по одлуката на Уставниот суд да укине голем дел од одредбите, просторот за работа е максимално стеснет и во однос на опфатот и во однос на периодот. Но и од она што останало во законот, вели за МТВ Аџиев, создава дилеми дали до кога и чии изјави треба да се проверуваат. Покрај сите овие атакувања на обстојувањето на законот и процесот на лустрација во Република Македонија, Собранието на Република Македонија на 9 јули 2012 година го донесе последниот закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност. Нашиот закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап до документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност, Службен весник на Република Македонија, број 86 низ 2012, го определува условот со кој се ограничува вршењето јавна функција, постапката за пристап, откривање и употреба на документите на државната безбедност во периодот од донесувањето на декларацијата на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија, АСНОМ, до денот на започнувањето на примената на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, 1.9.2016 година. Во него регулирано и објавувањето на соработката на лицата кандидати за носители на јавна функција, јавна дејност или јавно овластување, поранешни и сегашни носители на јавна функција, јавна дејност или јавно овластување и пристапот до информациите собрани за лицата кои биле предмет на обработка од органите на државната безбедност, а се во смисла на расчистување со минатото. Фактичката лустрација почна со влегување во сила на најновиот закон. Тогаш фактички се отвори процесот на лустрација, меѓутоа тогаш се појавија и најголемите противници на процесот на лустрација. Ќе кажеме зошто се јавија. Па со донесувањето на првиот закон за лустрација, веројатно имаја чувство дека тој закон е така направен да не може фактички да спроведи лустрацијата и беа некако мирни и се обидуваја комисијата за верификација на факти да ја омаловажуваат, да ја негираат, прикажувајќи како неспособни луѓе, како луѓе кои не може да го спроведат тој процес. Ова е сценарио на ВМРО-ДПМН, Томе Аџиев по секоја цена достане на функцијата председател за да можат да се сокријат одредени функционери на ВМРО-ДПМН. Јас сум жртва и на претходниот систем, а со сегашната монтажа и на овој систем. Решението на комисијата немам многу детално да го коментирам, бидејќи го сметам за куп смрдливи лаги.